Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, по кое што прикажувам содржини од најновата книга на авторката Шефалица Пари, родителска карта. И во денешното видео ќе зборуваме за седмиот чекор, за второто продолжение од седмиот чекор, кој што Шефали го нарекла родители, едноставно откриете го вашето двојно јас. Во тој контекст, Шефали сака да им објасни на родителите дека сепак децата интуитивно знаат дека подобро е да ги следат родителските агенди, родителските програми, зашто тие пред се немаат избор и знаат дека многу поважно е да се биде оној кој што од нив бараат родителите, отколку тие да се обидуваат сами да си останат свој. И доколку тие сакаат одобрение од своите родители, значи ќе треба едноставно да бидат добри во наводници, како што пишува Шефали во книгата, и така знаејќи дека да се биде добро дете или добар, всушност подразбира тие да го потискаат своето автентично јас. Значи децата имплицитно или со други зборови од својот оригинален извор со кој што се поврзани тие, особено кога се деца, затоа што кога доаѓаат, тие доаѓаат со таа енергија, со таа чистина од тој извор и многу повеќе се поврзани отколку нас како возрасни. И значи тие од тој оригинален извор знаат дека се вклучени во една програма која што подразбира размена, во која добивањето на љубов е еднакво со откажувањето од своето вистинско јас. Меѓутоа, со текот на годините, овие очекувања од страна на родителите растат, она што некогаш било светлина на нивната автентичност, постепено во текот на нивниот живот почнува да бледнее. И како што пишува Шефали во својата книга, ова е она што со сите нас во суштина се случува до одреден степен, значи кај некој повеќе, кај некој помалку. Значи наместо нам да ни се даде слобода како деца, да можеме да ја расцутиме својата автентична природа, да можеме да ја манифестираме својата автентичност, најчесто преку имплицитно програмирање или тоа што значи преку програмирање на нашата суштина како деца, ние сме принудени да ги напуштиме нашите автентични манифестации. И полека стануваме една материјална верзија на нашите родители. Значи, преку нашето пригушување на нашата автентичност, ние стануваме материјална копија на нашите родители и го маскираме нашето вистинско јас и на крајот го закопуваме, надевајќи се дека сега нашите нови личности ќе ни обезбедат чувство за вредност и за значење. Ајде сега да го објасниме ова нешто, значи ова тешка реалност. Наместо ние да се чувствуваме како достојни, како овластени, какви што сме, ние сме принудени да се чувствуваме како вонземјани во својата собствена кожа, значи во своите собствени животи. Ни се доделува, како што вели Шефали, например, државјанство, само за да можеме да ги оттелотвориме обичаите и традициите на доминантната култура. Значи, таа прави споредба, доминантната култура во овој случај се нашите родители, и ако одбиеме, ние се соочуваме со емоционално разделување, со емоционална исклученост, и што подразбира тоа. Наместо ние да ја доживуваме собствената душа, ние ја закопуваме далеку од нашата чиста, јасна,
вродена вистина и вродено знае. Значи, ние, наместо да бидеме испочитувани за вистинското јас, наскоро секој од нас е внесен, се внесува кај него голем број на несигурности и се јавува една потреба за замена на со една лажна псевдо вредност за себе. Значи себе вредност за преку која што ние добиваме одобрување и потврдување од страна на родителите. И овој гладен, ненахранет дел од нас се нарекува внатрешното дете. Значи, ова е првото јас за кое што зборува Шефали во овој дел. И таа вели, размислете, родители. Ние во суштина треба да по правило не треба да имаме внатрешно дете, кое што ќе биде исполнето со стравови, исполнето со внатрешни празнини, туку ние треба да си се чувствуваме целовити и исполнети онакви какви што сме. Да се чувствуваме достојни, затоа што такви сме дојдени на овој свет. Меѓутоа, така би се чувствувала единствено доколку нашата автентичност е потврдена. Доколку нашите родители ја почитуваат нашата суштина. И ние ова внатрешно дете, кога го растеме? Единствено го растеме доколку имаме несвесни родители, кои што се израснати во една несвесна култура. И таа вели, замислете, доколку не би било така. Сите наши моментални несигурности, сите наши моментални недостојности не би постоеле. Меѓутоа, реалноста е многу тажна. Ние, наместо да сме биле славени за она што сме, да ни биде испочитувана нашата автентичност, нашата вродена целовитост, да бидеме прифатени такви какви што сме во таа целовитост, ние едноставно сме квалификувани, сме етикетирани, сме инвалидизирани, исполнети со голем број на несигурности, пренесени стравови, и сето тоа придонесло да почне да се разнебитува нашата целовитост. И што се јавуваат? Се јавуваат празнините. Тие празнини кои се? Тие се стравовите, тие се несигурностите, тие се недостојноста, тие се незадоволствата и така натаму. И колку поголеми се овие празнини, толку поголема е потребата од наша страна тие да бидат исполнети од надворешните фактори. Значи, толку имаме потреба од надворешно полнење. И ова е нашето прво јас, внатрешното дете, кое што е измачувано од недостојноста. И сега Шефали дава еден пример, за полесно да можеме тоа да го разбереме, преку една нејзина клиентка, која што во текот на нејзината терапија, значи таа го дава делот каде што ни го пренесува делот, ни го прикажува делот, каде што оваа жена се сетила на нејзиното внатрешно дете и кое што се развило во нејзиното детство, значи таа како што ја објаснува на Шефали, јас бев многу игрива по својата природа, бев многу дружелюбово девојче, имав браќа и сестри, многу сакав да се играм со нив, имав голем број на деца во соседството со кои што си играв. Исполнета бев со многу радост, многу живост во мене имаше. Меѓутоа,
Исто така бев дете која што беше пополничка. Како се сеќавам на тоа? Се сеќавам на тоа заради тоа што мојата мајка постојано ми кажуваш: вежбај повеќе, а јади многу помалку колачи. Меѓутоа јас го мразев вежбањето, ама пак затоа многу сакав да јадам колачи. И се сеќавам дека имав 6 години кога мојот живот се смена преку ноќ. Таа година мајка ми ме запиша во градинка и тогаш нагло почна мајка ми да ми ја скратува храната, да ми ги брои калориите, дури ме внесе во една програма со нутриционист. И што беше најлошо од сето тоа, таа не го направи тоа суптилно. Напротив, таа на сите тој ден јавно им раскажа. До крајот на денот цело време повторуваш: мојата ќерка, ќе ја скратувам храната, ја запошав на нутриционист, ги ограничувам калорите, и затоа што има проблем со килограмите, дури и мене ми кажа како дете дека доколку не се придружувам, нема да ме сакаат другарките, сите ќе ме избегнуваат, никој нема да ме кани на роден ден и на забавни на училишни забави и така натаму. И значи, како што ја објаснуваше на Шефали, ова жена по име Моника, и објаснува на Шефали дека од тој ден, Шефали, мојот живот потполно се смени преку ноќ. Престанав да јадам и почнав нагло да се фокусирам на својата сопствена телесна тежина и на мојот изглед. А немав ниту 7 години. Се промени преку ноќ. Мојот карактер се промени, од игриво девојче станав срамежливо девојче, се повлеков, станав многу тивка, сметајќи дека на тој начин ќе се заштитам од одбивање. Но во суштина вистината која беше? Во суштина вистината беше дека се мразев самата себе си. И таа им спомнува на родителите дека без разлика, како што е примерот со Моника, колку личноста да се дисконектира од самата себе си. Значи, толкава е дисконекцијата, сепак на психолошки план резултатите се исти. Значи, како сите нас, таа во почетокот си била дете, нормално, која што природно си го започнала својот живот со силна внатрешна светлина, меѓутоа која што најнаш почнала да бледне под нападите на незината мајка, која што и внесла многу несигурност, многу сомнеш во за самата неа. И значи, мајката наместо да ја почитува суштината на своето дете, таа несвесно, обсесивно ја принудувала да се фокусира на незиниот надворешен изглед, толку многу што едноставно Моника се разделила, изгубила секаков контакт со својата суштина и екстремно се фокусирала на својот надворешен изглед. Што можеме овде да заклучиме? Дека ние кога ќе го изгубиме контактот со нашето вистинско јас во детството, што се случува? Се почнува да се меша. Значи, работите тргнуваат од еден обратен начин. Наместо ние да работиме од нашето внатрешно, од нашата внатрешна вредност, од наша внатрешна валидизација, ние почнуваме да работиме од внатрешна омраза. И што се прави сега? Создаваме едно друго лажно јас, напоредно, двојно лажно јас. Зошто? За да се справиме со внатрешниот недостаток за вредност.
го користиме сега тоа лажно јас за да купиме љубов, за да купиме валидизација, за да купиме одобрување. И ова наше второ двојно јас го нарекува Шефали измамничкото его, кое што е во суштина збир од сите маски кои што ние во животот ќе ги носиме за да го исполниме тој вечит, вродена потреба, вродена желба, а тоа е да се гледаме себе си, да можеме да се видиме како целовити и како достојни. И во овој случај, таа спомнува дека Моника ја употребила маската повлечено самени, кој што и дозволила да може да се чувствува безбедна во својата школка, за да не море да се справува со незините стравови, кои што не сакала едноставно да ги види. И Шефали понатаму во книгата објаснува дека какви маски ќе носиме пред се зависи од нашиот темперамент и зависи од уникатните околности на нашето детство. Значи, некои ќе носат маски на комичари, некои ќе носат маски на повлечени депресивци, некои ќе носат маски на диви, маска на дива, некои пак ќе носат маска, како што е нарекува таа ич не ми е грижа, затоа што овие личности, деца, сметаат дека заводно е да бараат валидизација од страна на своите родители. Меѓутоа, таа им спомнува дека сите овие маски, значи голем број на други маски, спомнува во својата книга, тие подоцна ќе ги разгледуваме и ќе ги откриваме, дека заедничко за сите се нашите очајни обиди да направиме две работи. Кои се тие? Првата работа е да го заштитиме нашето внатрешно дете од понатомашните инвалидизации од страна на родителите, и втората работа е, ако е можно, значи доколку е можно, да создадеме начини за вештачко купување на љубов, на валидизација, на вредност. Меѓутоа, овие начини и како вклучуваат во себе одреден некој вид на манипулација, затоа што тие во својата суштина не се вистински, тие се лажни, и овие манипулации најчесто се насочени или кон себе, или пак кон другите. И наскоро таа вели, после тоа, нашето цело постоење ќе започне да се заснува врз тие маски. А додека пак нашето првобитно автентично јас, што се случува со него? Тоа исчезнува или длабоко останува закопано каде што со текот на времето, значи, станува едно многу далечно сеќавање. Меѓутоа, Шефали вели сега, во книгата пишува, ајде сега да погледнеме пример за тоа како, значи, оваа динамика на двете јас, на внатрешното дете и на измамничкото его, почнуваат да се вкоренуваат во детството. За таа цел Шефали има еден цртеж нацртано, за полесно да можете да го разберете ова нешто. Гледате овде дека е на англиски јазик напишано, меѓутоа јас ќе ви преведам, а и не се сомневам дека можете да го прочитате и да го разберете. Значи, првата слика е ова овде, каде што мајката, значи, или овде родителот, ајде да кажеме, дека сака неговото дете да оди на часови по виолина. Значи, да посетува часови по виолина, и затоа што родителот овде е музичар и го сонува тоа исто за своето дете. И како му се обраќа, му вели да свириш на виолина е добро за тебе.
Меѓутоа, детето го гледаме во каква состојба, каков е изразот на неговото лице. Тоа е расплакано. Зошто? Затоа што во својата глава што зборува, што мисли. Како да и кажам на мајка ми дека не сакам да одам на часови по виолина или не сакам да учам часови по виолина. Значи, детето овде нема желба да учи виолина или било кој друг инструмент музички во тој момент. Тоа е повеќе спортски настроено, меѓутоа, заради сонот на родителот, тоа повеќе е потурнувано од страна на родителот кон учење на музички инструмент. Детето сака да си ги изрази своите автентични чувства, дека не сака да свири на музички инструмент. Меѓутоа, секој пат кога ги изразува своите чувства, родителот, значи, е упорен, се нервира и детето се плаши од неодобрувањето на неговите родители. Еве овде гледаме како мајката упорно му зборува, му вели: ти си добар и ќе бидеш добар виолинист. Меѓутоа, го гледаме детето овде, еве, наредно. Што вели? Јас навистина не уживам во ова. Ама не знам на кого да му се обратам. На кого да му кажам. Значи, детето овде се чувствува незаштитено, невалидизирано, невидено од страна на својот родител. Видете го во каква состојба е загрижено. И после тоа овде е исплашено, бидејќи не се чувствува видено од своите родители и детето се соочува со тежок избор. Или да се бори за својата волја, или пак да ги потисни своите вистински чувства. Иако децата од срце на вистина сака, тие и од својата душа на вистина сака да може да ја изразат својата автентична вистина. Меѓутоа знаат дека цената е многу висока и почнуваат да го потиснуваат своето вистинско јас од своето собствено знаење. И што вели тоа? Влегува во таа состојба каде што ги потиска своите чувства само за да добие, да ја купи вредноста, да ја купи валидизацијата, потврдата од своите родители. Вели, јас сакам мајка ми да се гордее со мене и да ме сака. Но изразот, видете колку му е неавтентичен, колку е несреќен. Секој дете би требало да се чувствува среќно заради љубовта на своите родители, да биде валидизирано, да биде видено. Меѓутоа, толку се загрижени затоа што самите знаат дека својата суштина мора да ја напуштат овде. И сето тоа го користи, сега влегува во игра кое? Измамничкото его. Зошто? За да го заштити детето од родителското болно одбивање. Детето носи маска на попустлив, на пријатен, на добар и му кажува на родителот што му кажува. Добро, јас сакам да свирам виолина. И така тоа добива пофалби, добива потврда, која што толку очајно ја бара од своите родители.
Гледајте колку е. Ова е маската на лажната маска која што ја носи детето само за да купи љубов кај своите родители, да ја купи таа љубов повторно, а во суштина внатрешното дете видите колку му е повредено, несреќно, плачи овде детето. Потага е. И така да, со текот на времето, детето носи се повеќе маски. Колку родителите додаваат титули на децата како супер успешни, како супер послушни деца, колку повеќе аплаудира родителот, толку повеќе и посилно расте лажното јас кај децата. Меѓутоа, по многу години, тоа лажно јас, што ќе се случи со него? Тоа лажно јас ќе пукне. Зошто ќе се случи тоа? Тоа лажно јас неминовно ќе пукне. Затоа што ќе надрасне својата функционалност. Под притисокот на преправањето, под притисокот на глумењето, под притисокот на маската која што ја носи цело време. И на личноста и се дава можност при тоа да може да се исцели. И овој пример таа вели, Шефали, дека може да звучи беззначаен, меѓутоа ваквите превземања на вистинското јас одново и одново ќе се јавуваат. Во нашето живење, се додека ние не успееме да го намалиме овој дел од себе, овој лажен дел од себе, преку наша свесност, преку наше освестување. Да станеме свесни за нашите внатрешни одземања од нашата автентичност, навистина е од витално значење, за да можеме да почнеме одново со едно ново овластено јас. Зошто? Пред се заради тоа што тоа е она што треба да го направиме за нас. И не само за нас, туку и за нашите деца, како родители. Значи, како што ние почнуваме да си ја потврдуваме нашата собствена внатрешна природа повторно, значи нашата собствена автентична слобода повторно, исто така ние и ја ослободуваме автентичната слобода кај нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.